Предстојната посета на еврокомесарката за проширување Марта Кос во Скопје следниот месец е дел од редовна регионална тура од која не треба да имаме големи очекувања, со оглед на тоа дека условот за уставни измени за нас останува, оценува аналитичарот Петар Арсовски. Меѓутоа, таа ќе донесе порака од Брисел дека проширувањето на Унијата е жив процес, додава Арсовски. Преговарачката рамка ќе најверојатно ќе остане фиксна, можеби некаква интерпретација можеме да добиеме или подстрек. И мислам дека е тоа главната порака на комесарката. Еден подстрек во рамки на сегашните можности за забрзување на евроинтегративниот процес. Според Арсовски, нон-пейперот на германскиот канцелар Мерц и францускиот председател Макрон, кој се дискутираше во Тиват, а според кој земите кандидатки забрзано би се интегрирале за време на пристапните преговори, може да е тема на дискусија за време на посетата на Кос во Македонија. Имајте предвид дека таа идеја за бенефитите да не се чека крајот на преговарачкиот процес, туку постепено да се реализират додека трае преговарачкиот процес. Имајте предвид дека Македонија не е во преговарачкиот процес во моментот. Така што, дури да се прифатат сите идеи на Мерц и Макрон, тоа за нас ќе важи само доколку ги одблокираме преговорите, носејќи ги уставните измени. Условите и мерит системот за преговорите не може да се смени, но можеме доколку, условно речено, да бидем колоквијален, да се качиме на овој воз, доколку се качиме на него, можеме да почувствуваме дел од бенефитите на новата методологија. Тоа што утре Украина и Молдавија ќе започна со отварањето на преговарачките поглавја, кај нас ќе создаде поделени чувства, оценува Арсовски. За едни, тоа ќе создаде притисок за забрзување на евроинтегративниот процес, додека пак кај оние кои веќе скептично се однесуваат кон ЕУ, ќе иницира дополнително негодување, сметајќи дека ЕУ не ги исполнува своите ветувања кон нас, посочува Арсовски.